Здраво, дечки! Денеска имаме една многу голема причина да имаме интересен час и да го одбележиме меѓународниот ден на македонскиот јазик и на македонската азбука, а тоа е токму на денешниот ден, односно на 5 мај. Пред да продолжиме, односно да ја објасниме кога се создал македонскиот јазик и македонската азбука, би сакала да ви прочитам една мудра мисла од Крсте Петков Мисирков, која ја запишал во неговата книга Неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Тој вели: милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да милуваме, односно да го сакаме нашиот јазик, затоа што тој е наш, исто така како што е наша и татковината. Значи, ние јазикот треба да го сакаме исто колку што ја сакаме нашата татковина. Ајде накратко да видиме кога настанал македонскиот јазик и кога почнал официјално да се употребува во нашата татковина. На денешен ден, односно на 5 мај 1945 година, со решение на Народната влада на Федеративна Македонија, значи тогаш нашата татковина се викала Федеративна Македонија, била усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по 2 месеци Министерството за просвета го озаконил првиот правопис на македонскиот јазик. Од тогаш македонскиот јазик е службен јазик во нашата земја, а кирилицата е службено писмо, значи се пишува на кирилично писмо. А од минатата година, владата на Република Северна Македонија на седница донесла одлука дека 5 мај ќе биде ден на македонскиот јазик и македонската азбука во чест токму на ова решение. Ајде да видиме како се развивала македонската азбука, односно кога започнува да се кова нашата азбука. Најпрвен браќата Кирил и Методи ја создале глаголицата. Знаете дека за старите словени кои не биле писмени, немале свое писмо, им било потребно, па така, браќата Кирил и Методи ја создале глаголицата. Но таа глаголица била многу сложена и била многу тешка за изговарање и запишување, и токму поради тоа Свети Климент Охридски во Охридската книжевна школа заедно со неговите ученици ја упростил оваа азбука, ја создал кирилицата, која во чест на неговиот учител Кирил ја нарекол токму кирилица. Додека пак современата македонска азбука се темели на кириличната азбука која ја преработил Крсте Петков Мисирков. Македонската азбука е официјално и единствено писмо на македонскиот јазик со службен статус на територијата на нашата земја. Односно, сите пишувани документи се со македонска азбука и официјално го зборуваме македонскиот јазик. Македонската азбука, како што знаете, има 31 буква. А тоа е А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Дз, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж и Ш. Гледаме дека тука ги имаме печатните букви, односно мала и голема печатна буква за сите букви, додека пак тука ни се представени ракописните букви. Исто така за секоја буква имаме мала и голема ракописна буква. Ајде сега, во чест на овој ден, за да ја направиме најдобрата изложба и да пренесеме порака, потребно е да земете прво празен лист од блок. Најгоре со големи букви, со моливче или боичка доколку сакате, запишете 5 мај, меѓународен ден на македонскиот јазик и македонската азбука, и потоа со чкорчиња напишете го вашето име и презиме, училиште во кое учите и одделение, и залепете го на листот под насловот
со тоа што, кога ќе бидете готови, ќе го прикажете, за да можеме да ја имаме таа онлайн изложба и да го одбележиме овој меѓународен ден. Се надевам дека ќе ви биде доста лесно, забавно и интересно и запамтете. Учете, бидете паметни, читајте и пишувајте на македонски јазик. Се гледаме, дечки!